Имаме еден пакет тука. Сега ќе го отвориме заедно. Тука има още еден пакет, тој од Филип, веќе го отворил. Ова е едно фигаро. Но танко фигаро. Тука има многу некои работи. Значи, најпрво маска. Ајде да ја пробаме. Тарам! Видете колко е сладко. Предобре. Следно. Чанта. След тоа нешто што не треба секогаш. Полноч. Шеин има исто добри работи, морам да кажам. Потоа фармерки. Пак, јас фармерките кои никогаш не престанувам да ги порачувам. Ја цело време ги враќам. Па, ќе видим да ги пробам. Ова не е единствен пакет што го чекам. Треба да ми стигна още два, а може би се стигнати. Значи, ево още една таква. Порачав две. И още едни фармерки. Ще ме интересира дали овие ќе ми стигнат. Ќе ги ставам тука. Ова е празно. Да го отвориме още второто. Танко фигарце. Това морам да го пробвам деновите. Има на 1 или на 2, значи која е брзина. Преелегантно изгледа. Видете. Премногу ми се допаѓа, ќе видиме. Да ви покажам што ми стигна друго вчера. Не стигнав да ви правам анбоксинг, затоа што уште камерава ја учам. Ги префрлав видеата в телефон и ништо не можев да правам. Значи, 2 батерии нови со полноч како кесе. Оваа батерија ми е празна, ова е скроз полна и овде стои таа сега моментално што ја користам. Откако ќе ми се испразни, после тоа ја ставам внатре. Јас ги купив овие батерии. Сега ќе ви покажам. Гледав дека овие батерии се добри за Sony NP BX1. Не се Sony оригинал, но пак се многу добре. Сега не знам точно која батерија ми е ставена. Да, сега ми е оригиналната батерија ставена. Со овој полноч иди кабле, но мора да се купите такво за штекер. Мислам дека би ми било од корист, само што мислам дека ми требаат уште батерии, затоа што како што гледам, како што го снимам влогмасов, некако многу брзо ми се празни батеријата. И цело време сменувам и цело време е на полноч. Стигна сето во ова кутивче. Беа многу убаво спаковани. Сега да можам да го отворам со една рака. Нема врска. Сакав да ви кажам дека многу ми се допаѓа камерава. Се уште ми е испробувано повеќето на вечер, отколку денски. Немам стигнато да одам некаде, да снимам некој влог, цело време, да видам како, колку долго ќе ме држи батеријата. Со меморијата сега немам проблем, но како што кажав, имам и резерва батерии, така да нема место за паника. Најмногу се нервирам тогаш кога најмногу ми треба да снимам. Јас немам со што да снимам, пример кога снимам со телефон.
И аз постоянно немав меморија и баш нешто интересно, кога нешто интересно треба да направам, јас тоа не можам да го снимам и многу губев на интересни случки, така да кажам. Друго што сакав да ви кажам е дека јас овие дена работам фул и снимам, се трудам, но некако влоговите ги започнувам, го завршувам, не ми е целосно, ставам внатре некој дел. Затоа ви имам снимано и некои рецепти, како што се новогодишни колачиња. Тоа ми олеснува да имам еден ден плюс, за да можам да снимам влог. Да. Јас се надевам дека уживате во Влогмасов. Уште еден мини хол ми стигна. Пердина, не знам дали ви кажав дека нарачав, сега ќе ги отворам. Само што штипките ми се позајмени и сестра ми не знам дали воопшто има уште останати. Овие вакви како сиви ги порачав. Искрено сега заборавив за каде. Дали за дневна или за спална. Ќе видам, ќе размислам кој каде. Мислам дека должините исти ги порачав. Овдека треба да се 2 пердина. Да видам. Само ова ми личи некако за пеглање, нема врска. Ке снајдеме, да. Овие се за отстрана. Има нови патики. Душа, те се бендесува? И така и така. Ево ти. Видете каков хаос пакети. Поштарот иди 16 пати на ден кај нас. Широки големи се. Ти се широки и чувствуваш? Да. Да продолжиме со пердината. Овие се бели, иста големина. Јас сега ги пробав тука, наđам се малце, како да речем, подолги, но нема биде проблем искрено. Кај да најдам пократки. И ако ги носам на Шнајдер, треба да платам поќе од колку што вреда пердината. Овие се поубав материјал, морам да кажам. Сега нема да ги одвиткувам сите. Овие се исти, но ме интересира уште овие кремовите и се мислам в дневна кој. Ја мислам дневна кремовите, а спална сивите се допаѓа. Мислам дека ќе бидат многу убави. Да. Сега само да најдам штипки и одма ги ставам. Да ви го покажам перденцето. Малце е кусо и мислам дека ќе порачам за тука поголемо. Сега ти од страна не ги ставив затоа што немав доволно штипки, но ова перде ќе оди ваму. Тука мислам дека поубаво ќе изгледа. А тука ќе се порачам долго перде. Сега се Филип, си пијаме кафенце и ќе се пуштиме музика. Јас сум готова. Сега ќе одам најпрвен да земам едни пакети. Тие пакети што ви кажа во минатиот влог. Сега ќе одам да ги земам, после тоа заминувам на работа. Исто и овој пакет треба да го вратам. Сега само да видам кај треба да одам. Да пишам адресот. Видео. Окей. Ходиме. Само спуштам музика. Се надевам нема многу да каснам на работа. Стигнавме. Колко е ладно.
Тук е едното. И ова не опаема што. Не знам зашто. Тука можете да видите што имаше во пакетите. Ги добивме овие прекрасни декорации што ги имав порачано од Амазон. Ова е иначе кај нас на работа, како тоа ние оваа година украсивме. Во споредба со претходната година што немавме ништо, ова навистина е премногу. Тоа се поклони што ги добивме за нас од нашиот шеф и накрај вака изгледа ресторанот. Ги видовте украсите на работа. Порачав едно мало илче, едно како икебана и стикери за на стакло. Искрено стикерите мислев дека се големи и дека многу убаво ќе можам да украсам, но за жал тие беа многу ситни, а нашиот Макдоналдс е стаклен. Но тоа е што да се прави, не можев да ги вратам. Некако ги склопивме со сите други декорации, видовте. Ви оставив некои слики и видеа. Многу брзо ми помина денот. Многу имав обврски и на работа и затоа ништо друго не ви снимив, освен тоа што го гледавте. Но тоа е тоа што се днесува денешниот ден. Се надевам уживавте. Доколку ви се допадна овој влог, ставете лайк, subscribe, а ние се гледам во мојот следен влогмас. Чао!